Вашата книга за Теофана е всушност објаснување за континуитетот за македонската историја по ослободувањето на Рим. Јас Теофана ја пишувам, али морав да дадам малце од Константин. Со Константин да почнам, затоа што за да разберат луѓето за што се работи. Значи Константин бил еден македонец роден во Ниш. И сите негови сопарници во тоа време што биле императори Августи и така натака, сите тие доаѓаат од македонскиот полуостров. Значи се македонци. Не може да бидат ништо друго. Значи уште не кажуваат што се историски, затоа што ги сфалсифицира целата историја. Имаме таква историја денес. И тој од Рим преминува доаѓа 300 години, мора новото царство пак да се обнови и бара место за новата империја, главен град да направи. И оди во местото Бизант или Визант наречен, ода тамо и тамо ти е разурнато градчето. Нема ништо. Она тие изурнатини го гради својот капитален град и го нарекува по себе Константинопол. Меѓутоа со години подоцна македонците тој град го викаат Цариград. И се прашуваме зашто? Затоа што во тој град цело време живеат македонските цареви. И затоа се вика градот Цариград до ден денес. И сега нели го променя во Истанбул. Значи, од кога дојде османлиите. И значи сега имаме на работа дека после Константин 11 кој владеа во тој град, значи целото време владеат македонци. И во ова Теофанови имам ставено целата македонска династија да видите од македонци кои владееле во Цариград. И со доаѓањето на османлиите во 1543 година, значи Цариград поотпаѓа под османлиите и тие паѓа Цариград и полека уште 150 години им треба да заземат целиот македонски полуостров. Значи паѓа Скопје, па паѓа тамо Виена и од Виена кога дошле до католиците, значи се формирале веќе трите нови, значи се формирале нови верски веројатно нели со правењето на Рим, тоа е католичката црква. Да. И тие веќе се горе на север све католичци, значи ги и католизирале тие луѓе. Македонците исто кои се преваѓаат во католичка црква, а од доле во 6-та година доаѓа исламот. И македонците сами преваѓаат во исламска вера. Значи немој да мислите дека од некој од небо паднале муслиманите па станале одеднаш неколку милиона. Значи самите македонци преваѓаат во муслиманска вера. Кој им брани? Никој. На кого му се свиѓа си преваѓа, пошто имал бенефиции и му изделала дека многу подобро му звучи таа муслиманска вера, самите прешле во тоа. И ќе видиме подоцна дека од муслиманите кои живеат во Цариград се 34 султана македонци. Со македонска мислим се породу македонци. Али со муслиманска вера. И тоа е вистината за Македонија. И значи кога муслиманите проаѓаат низ Македонија, значи го зазимаат Скопје, стигнуваат и до Вин и почнуваат со католиците во војна да влезат и од тука ќе бидат сопрани и не може да више да напредуваат понапред и ќе бидат потиснати да се вратат назад. И почнуваат новиот поредок на тие на теренот на македонскиот полуостров и почнуваат овие така ново формираните држави во тоа време кои се обединуваат после битката во Виена, ги потиснуваат нели овие се собираат веќе као победници, се собираат меѓу себе и се договараат што да прават. И 200 години подоцна со Француската револуција и Наполеон почнуваат на македонскиот полуостров и во Европа да прават нови држави. Така настанала Русија, настанала Енглеска, Германија, Франција. Тоа се четирите главни држави кои се на земјинава топка тогаш направени и тие стануваат господари да владеат полека да ги потиснуваат муслиманите. Затоа и како ги потиснуваат муслиманите од македонскиот полуостров, прават нови вештачки држави за да им служат како тампон зона. И
таа тампон зона се целото време така се движи и почнуваат нови држави. Словенија, Хрватска, Босна, Румунија, сите тие држави ги имам на едно видео во интернет, може секој да ги види, ако сака се заинтересира за тоа, да видите како тие настанале. И доаѓа до 1898 година на Берлинскиот конгрес, ги прават дефинитивно последниве држави кои се главни за нив, а тоа е Бугарија. Значи, при тоа немало Бугарија, нити Бугари, нити Бугарија. Значи, Бугарија е правена, значи, пред тоа е Србија направена, па е направена Румунија, па направена Црна Гора. Тоа се со тој договор направени. Значи, а 1832 година е направена грчката држава. Значи, вештачка. Доаѓаат со, немаат, таму навоѓаат само муслимани, значи македонци муслимани и православни македонци. Нема друг народ. И прават нова држава кој ќе ја наречат Грција. И во таа Грција доаѓа Ото I, германец, го ставаат крал, а договорот за да се направи таа држава се прави измеѓу Русија, Енглеска и Француска. А Германија од позадина стои го бутка својот крал напред. Значи да она учествува во тоа. Фактички она е тајниот член на таа група и го става својот крал Ото I. Така е формирана Грција. И во првата година со него доаѓа 10.000 германци, така наречени, и тие одат во Грција прават таа држава. Значи, таму немало ни многу население во тоа време, значи, со 10.000, и пошто овие другиве ги има многу малци македонци со муслиманска вера и со христијани, во првите години се зборува, 3 години се зборува на германски јазик све. Државата функционира на германски јазик. Значи, да ни кажат Значи кој? А еден од писателите кој патува заедно со Ото I на лице место запишува на станите што се случува во таа држава Грција, тој е Филип Фелтмајер, кој на лице место ја пишува својата книга и на записите од тој. И таму тој кажува вака: овдека, вика, во Европа се истребени хелените. Тие не постојат. Во денешните грци нема ни една капка хеленска крв. Значи, човекот кажува, дошол на тоа место, вишол се, напишал. Значи, овие народи што се тука сега што живеат, вика, во нив не тече ни една капка хеленска крв. Ако некој запис ги најдете, треба да се провери детално тој напис, да го видиме. Јас ви гарантирам дека изфалсифициран. И затоа не ги покажува документите оригинални. Па денеска работиме со електроника, имаме со ласери, одиме на васионата, не знам до каде, слетуваме на Марс, не знам кај одиме. А ние не сме способни на античка книга стара да ставиме во интернет да видат сите. Па ако не лажат. Ако не лажат, ќе ни ја кажат, нели? Да. Значи не лажат, затоа не ја покажуваат. Затоа што кога покажат, ќе седнат луѓе како Тентов и ќе го решат проблемот што пише во таа книга. Од тоа се плашат и затоа не ја стават во интернет. А тие се, како да кажам, богатство на секој од нас. Тоа е светско богатство. Тоа не сме да се уништува. Тоа треба на народот да му се презентира. Ама не се презентира. Зашто? Затоа што целата историја е сфалсифицира. Јас ви кажам, 90% од историјата на светот е сфалсифицирана. А ако некој од тие мисли дека јас лажам, нека ме оптуши. Видите, дека нема никој да ме оптуши. Да. Значи, тоа е таа вистина. И се ако стигнуваат овие, нели, османлиите се повлекуваат, ги прават овие држави околу нас и 1912-13 година се работи стално за Македонија, значи Македонија да снема, да им се даде нова историја, нови народи, нови простори, со лаги, ќе видиме дека 1912-13 година ја бришат Македонија од картава, ја поделија меѓу новите нејзини нивни формирани држави, така наречени по моја нивните деца. Да. И после ќе видиме во 1941 година, кога започна Германија Втората светска војна, дека сите тие деца нејзини ќе си отидат кај мајката. Значи, Албанија на страна на Германија, Италија на страна на Германија, Бугарија на страна на Германија, Грција на страна на Германија, Румунија на страна на Германија, Чешка и сите тие горе, други таму што биле Босна и Херцеговина и тие ќе бидат сите на страна на својата мајка.
Кој ги формира, тие со нејзе си отишле. И после ќе видиме, што е најважен податок од сето ова, се работи за податокот за Албанија. Значи, кога формирала Албанија на територијата, на македонската територија, сите топоними во Албанија, во Бугарија, во Србија и во Турска, денешна Турска, се сите македонски топоними. Со 2-3 години целата територија е Македонија, нема никој друга држава. Овие држави тек во 18 век се прават. Значи, новиот поредок го прават во 18 век и сега пак некаде пак го прават новиот, нели? Да. Во 2000 и некоја, значи фактички тука негде околу 300 години се почнува, во 1878 година они го започнуваат, тама негде што знам, и сега го гледаме колку прилика 300 години Буш најавува, Меркел најавува, овие Билдерберг групата најавува дека новиот поредок на светот се прави во светот и така натака, и гледаме се што се прават пак војните. Значи, од прилike јас тука ги имам погодено со 300 години дека нешто работи. Денес Македонија се соочува со еден производен и програмиран антагонизам помеѓу албанците и македонците, зачинет со верска нетрпеливост која е непозната за македонците. Значи, кои ги прашале на албанците, што сте вие, илири? Тоа им е наметнато дека се илири, затоа што пред многу години, до 1848 година, илири беа харватите. Што и во стварност тие се илири, значи, харватите се потомци на илирите. Тоа е неминовно, али поради некој разлог овие за да ги турнат албанците дека се постар народ овдека, приказната со така наречените словени дека дошле, значи ние кој сеја денешниот народ, дека дошле во 6 век, а овие биле постари илирите, мисле дека ќе ни ја земат територијата и вика вие сте дојдени на наша територија и ќе ве бркаме од тука. Тоа им е целото работа околу словените што ги уфрли. А у Македонија никој не дошол. Од Македонија само оделе надвор, а у Македонија никош никој не пристигна. Значи, таа им е приказнат. И се они биле илири за да си земат територија. И кој ќе видите дека територијата ја зимат. Ама која територија зимат? Тие зимат она територија што за време Втората светска војна, кога си ги поделиле тие големите сили териториите, и за да видиме, тука е многу интересантно, треба да се погледне кој каде на која територија се наоѓал во тоа време и ќе знаеме чија сфера е која територија на Македонскиот полуостров. Значи, Србија не влезе заедно со Германија заедно, затоа што е сфера на Енглеска. Значи, енглезите владеат со Србија. Грција беше со германците, подоцна се откажува од својата мајка, превега на страна на енглеска. Енглеска сфера и германска. Двете си ја делат Грција. Италија, нејзина сфера е Далмација и Албанија. Аустро-Унгарска, кој ги формира сите други држави околу себе, на кој им даде Орел. Значи, Орел од двоглави доаѓа од Аустро-Унгарската монархија, која го зима Орелот на Константин I, тој е нашиот македонски грб, фактички, грбот на Македонија, вториот грб, значи, од Константин, иначе нашиот правилен грб е лавот, секојаш бил и останува. Али овој бил втор грб за двојното царство. Значи, тој владеал со источното и западното. И затоа става двоглав орел. Овие владеат, Аустро-Унгарска владее со Унгарска и со Австрија. Двоглав орел. Сите овие други нејзини држави, као Русија, као тоа све што ги формирала Аустро-Унгарска. Русија е формирана од Аустро-Унгарска. Значи, прето Руси немало. До 18 време не постои руска држава. Да не лажат. Русија во 18 век, тачно 1815 година формирана руската држава. Све оно позади што е пишувано, тоа све се лаги, све фалсификати. Фалсификата со фалсификат. Тие нити знаеле дека таа Русија ќе се. Збирате, тоа е огромна фалсификатна историја. Затоа викат победникот ја пишува историјата. Значи, изфалсифицираа све живо што има. И сега ги гледаме работите што прават. Тачно сферите ги знаеме. Значи, овдека била албанската. Во Албанија владее Италија. Што ќе им каже Италија, тоа работат. Значи, тоа е и Аустро-Унгарска. И ќе видиме во војната која беше во граѓанската војна кој изби